Погледот од изјавата која што јас имав, јас немам проблем да се изvinам, таа нити била дадена во контекст, нити била насочена во некого лично, се однесуваше на состојбата која што сите знаеме во клиничкиот центар. Во клиничкиот центар градот Скопје партиципира, односно помага во неговото одржување повеќе од една година. Дел од работите кои што сакавме да ги направиме во координација со Министерството за здравство е да го подобрим, да ги подобрим условите со цел да не настане таму со врате хаос. Ова е дел од целокупен еден концепт, значи таму треба да се гледа да се подјат нови соодветни решенија со цел брзата помош да може безболно да доаѓа до соодветните клиники, не да чека наред со другите возила. Тоа е што пак де факто нам се случува. И градот требаше или треба во тој концепт што го разликува со министерот за здравство да изгради на 2 места монтажни капки гаражи, некаква трајна објекти монтажи, со кои што го зголемиме капацитетноста на паркирањето во комплексот на клинички центар за повеќе 350 нови паркинг места. Она што го направи градот ја воедначи цената со другите паркинг зони кои што постојат во градот Скопје. Тие паркинг зони гравитираат кон други институции. И градот не би се однесувал подеднакво кон своите граѓани, поколку на едно место давате услуга за 800 денари, на друго давате за 350 денари, колку што беше. Замислете сега дека, например, на паркингот кај Нова Македонија, каде што имаме сместено сериозни бројни институции, таму луѓето плаќаат по 600 денари. Во катната гаража Беко, вработените од Министерството за финансии и Министерството за правда плаќаат 1000 денари. Значи, ние воедначивме цената на услугите кои што ќе добиваат и луѓето кои што се таму. Зошто некој во дадена фаза решил концептот на сообраќај во клинички центар да го уништи, давајќи 1500 месечни карти за 670 паркинг места без при тоа да го зголеми капацитетот за пристап на возила во непречен пристап на возила во клинички центар. Тоа не можам јас да го кажам, тоа се одлуки на претходната власт. Она што сакаме е да исправиме неправда кон останатите граѓани во Скопје од една страна, од друга страна да најдеме доволен извор на средства да може да ги изградиме овие катни гаражи за кои што зборувам. 25 денари саат, колку што изнесува паркингот, е доволен да ги покрие исклучиво манипулативните трошоци кои што има градски паркинг Скопје. Не можам да дозволам како градоначалник да го доведам јавното предпријатие во финансиски колапс, со изградба на нови капацитети од кои што не може да се оствари барем минимален кост-бенефит во смисол да се избалансира типот. Кој правослов паркинг? Значи во текст се разговорите, ние немаме нити претензија, нити да речам илузија дека таму треба да остане. На крајот на денот, во колку клинички центар одлучи тоа да го направи, градот нема. Добро, во делот на балансирањето на платите во здравството, прво сум среќен што успеавме да смогнеме сили да изнајдеме средства покрај ланското покачување од септември на 5% на платите во здравството. Ова година да ја почнеме со нови 10% за покачување на платите на специјалистите, 5% на медицинските сестри, хигиеничарите и другиот персонал. Следува и од септември 2019 уште по 5%. Со тоа ќе стигнеме просек од 90.000 денари купен приход на специјалистите, тоа е нето плата и дежурствата кои што ги стваруваат. Иако имаме случаи каде што заедно со дежурствата имаме специјалисти од терцијалното здравство во клиничкиот центар што земаат 140-130.000 денари приходи, тоа се 2.500 евра плата. Ако ги споредиме со платите во Германија, можеме да кажеме дека сме направиле одреден сериозен исчекор. Исто така, заради тоа што нема доволен број на лекари во внатрешноста, во општите болници, таму специјалистите имаат за жал позачестени дежурства, па така платите таму заедно со дежурствата стигат некаде 120-110.000 денари и верувам дека нивото на достоинствено живење и работење го дигаме во делот на здравството. Направивме исчекор за да обезбедиме дополнително стотици милиони денари за да почнат новите 5% за медицинскиот персонал од понизок ранг, медицинските сестри, болничарите и другите кои што работат во здравството. Секако тоа не е доволно, но треба да имаме во предвид дека во културата очекуваме да има диалог помеѓу синдикатите, да се донесат колективните договори и таму треба
да изнајдеме средства кои што се вкупно до конечната цел 360 милиони пари. И полицијата, и армијата барат, и другите институции. Како расте и се развива Македонија, расте бруто домашниот производ, парите ќе ги распределиме и за плати, и за капитални инвестиции насекаде во државата, но секако за некои 4 месеци, 2 пати по 5% зголемување во здравството за медицинскиот персонал, а во делот на специјалистите тоа второто 5% е 10%, следува во септември ново 5%, верувам дека треба да знаеме дека и толку се можностите на Република Македонија, но да се надеваме дека економијата ќе расте и ќе се развива, трендовите се одлични, буџетот е стабилен, финансиската ликвидност е огромна. Ако продолжиме во тој тренд да се развиваме, верувам дека и квалитетот на живота, а вклучително и тоа е платите на здравствените работници, но и на другиот дел од администрацијата во идење ќе расте. Само едно прашање на ова. Само да дадам малку и на другите. Го паузира, речиси, протестот.